Добро, благодарам, почитуван председателе, почитувани претеници, почитувани членови на владата, почитуван премиер. Јас имам три прашања. Едното прашање е за председателот на владата, второто прашање е за министерот за внатрешни работи и третото прашање е за министерот за транспорт и врски. Првото прашање за председателот на владата се однесува на Републичкиот судски совет. Имаме низок углед и висока недоверба на Републичкиот судски совет, што влијае на целото правосудство, што влијае на довербата на граѓаните во институциите. Во многу извештаи од Европската комисија и други релевантни институции ова долго време се провлекува и сметам дека е нужно веќе да превземеме одредени чекори и да постапиме со темелни реформи на оваа институција и на многу други институции кои што се дел од правосудството. Моето прашање до вас е дали до овој момент, до сега, Републичкиот судски совет како целина, како тело, или можеби некои членови на Републичкиот судски совет до вас доставија издржан предлог за реформи на оваа институција, или, доколку нема доставено, кој е вашиот план за реформа на Републичкиот судски совет, која што би била не само нужна, туку и би придонесла да се зголеми довербата на оваа институција, а со самото тоа да влијае позитивно и на правосудството во целина и на довербата на граѓаните во правосудството, за да има поголема правна сигурност и нормално да има преку тоа и поголема стопанска известност и поголем капацитет за владење на правото и за борбата против корупцијата. Второто прашање ми е до министерот за внатрешни работи и се однесува на акцијата која што беше спроведена по налог на надлежните институции, јавното обвинителство и други институции, вклучително и Министерството за внатрешни работи, беше спроведена во Струмичкиот регион против неколку фирми, од кои што најзвучна во јавноста беше фирмата на стопанственикот Карамазов. И прашањето е која е вашата проценка за овој случај, за какви дела станува збор или за какви индиции, ако може да се соопшти, станува збор, и дали очекувате разрешница на овој проблем, на овој кривично правен настан, доколку добие таков расплет пред надлежните органи, дали очекувате негова скорешна разрешница според она што може вие да го процените како министер за внатрешни работи. И третото прашање е за министерот за транспорт и врски и се однесува на делницата Прилеп-Битола, почеток, реализација и завршување на оваа делница. Знаеме дека долго време Пелагонискиот регион има потреба од оваа делница и сметаме дека би било многу добро ако навремениот почеток, навремената реализација која што вклучува и експроприација, веројатно и поместување или отстранување на одредени надвозници и клучки кои што веќе ги има тој пат. Вашата проценка би сакал да ја слушам за почетокот и за реализацијата, во кој временски период може да се очекува дека овие два најголеми стопански центри во Пелагонија, Прилеп и Битола, ќе бидат поврзани со нова патна делница, која што е под ваша надлежност. Благодарам многу.